Оваа недела бев да се релаксирам во селото Дихово, кое што е сместено на падините на Баба планина во општина Битола, на 7 километри од центарот на Битола. Во ова село е сместена хидроцентралата Сапунчиц. Селото има 213 жители, поштенски број 7205 и е на надморска височина од 779 метри. Тука има река на која што има мост за поминување. Шумот на реката и крцкањето на мостот за миг ме направија како да слушам шум и крцкање од грамофонска плоча. Во селото има густа природа која што е идеална за разладување под сенка од летните горештини, но е и рај и релаксација за човековите очи, а звукот на реката и птиците рај за човековите уши. По патот налетав на дрвја со сливи и нормално скинав да пробам. Мирисот на сеното каде што поминав, овците кои што трчка и нивниот звук направија една убава селска идила. Во селото има неколку цркви, археолошко наоѓалиште, но тие можеби ќе бидат опфатени во неко следно видео. Гнеотино село кое што се наоѓа во општина Новаци, во околината на градот Битола. Името на селото се поврзува со личното име Гнеота. Се смета дека името го добило по составот на земјиштето, гнеот, што означува тешка, црна, мекакаллива земја. Селото се наоѓа во јужниот дел на Битолското поле, во алувијалната рамнина на Црна река, во западниот дел на територијата на општина Новаци. Селото е рамничарско, на надморска височина од 577 метри. Низ селото поминува регионалниот пат 2340, кој води за Битолско Мариово и се движи низ Пелагонија. Од градот Битола е оддалечено 19 километри. Од општинското средиште Новаци е оддалечено 8 километри. Селото е сместено во источниот дел на Пелагонија, источно од градот Битола. Гнеотино има слична местоположба како соседното село Рибарци, сместено на граница на рибарското блато на запад и рамницата на исток. Поради тоа има идеални услови за земјоделство, риболов и преработка на трска. Селото нема извори со вода за пиење, туку користат бунари ископани на 8-9 метри. Месностите во атарот ги носат следниве имиња: Локма, Лозјата, Ливади, Плочи, Џамојца, Душигуб, Острики, Чалии, Црно место, Горни Ливади, Садина, Класина, Маримбек, Истего, Рајчејца, Порој, Вратички, Могилица, Бродски пат, Горни и Долни Чаири, Барутница. Селото има збиен тип. Одредени делови на селото се состојат од групи на роднински куќи, но ниедна група не е сосем издвоена. За самото основање на селото нема податоци, а името на селото првпат било споменато во турски документи помеѓу 1650 и 1750 година. Во селото живее македонско население и сите родови потекнуваат од доселеници. Најстар род е Брајановци. Атарот има средна големина и зафаќа простор од 17,2 км квадратни. На него преовладува обработливото земјиште на површина од 1441,6 хектари. На пасиштата отпаѓаат 106,1 хектар, додека шумско земјиште нема. Селото, во основа, има полиоделска функција. Во селото имало неколку чифлици, кои на самиот крај на турската власт биле во посед на Мамутбек, Даутбек, Фајкбек, Ваки, Сулејман, Зекир Шукрија, Муфтија и други, сите од Битола. По 1920 година, земјата не била купувана, а државата им доделила земјиште на новите доселеници. По 1947 година, на селаните им останале само 200 хектари земја за обработување поради национализацијата. Свети Стефан е манастирска црква на Гнеотинскиот манастир. Градбата на црквата представува крстокуполен храм со осумаголна купола и полукружна апсида на источната страна. Влезот се наоѓа на западната страна. На секоја втора страна од куполата има по една монофора. По една монофора има и на јужната и северната страна, како и на апсидата. Објектот е граден од камен и тули, а покриен е со лимен кров. Во селото постои избирачкото место број 0162 според Државната изборна комисија, сместено во просториите на основното училиште. Во селото покрај и манастирската црква Свети Стефан се наоѓа археолошкото наоѓалиште градиште и црквата Свети Никола. Главна слава на ова село е Свети Никола Летен. Добар ден, драги гледачи. Денешното видео ќе биде посветено за селото Смолево. До тоа село можете да дојдете од касарната кај авијаните, од Старчин и пак дадете Тумбе кафе. Јас сум дочествуван од касарната од кај авијаните. Иначе зад мене видов
млади дечки, кај патот за војната ще чисто ѓупре, тоа е за пофалба. Пардон. И имаше странци во Бравос. И чубајна. Зеленино, подруг воздух, оно друго чак се сеќа. Добре, са тие што имате логи по албуму, а тие што се ко мене, малце се избегават, ама нема врска. Дени субо, окей, нема симптоми, тераме. Иначе од качепањето, од кавијаните, како што кажав, и ќе кажем и некој податок за селото, нормално. Ова село се наоѓа на планината Баба, југозападно од градот Битола, помеѓу селата Лавци и Буково. Во 1900 година во ова село живееле 5 жители и сите биле македонци. Во 1901 година имало 3 македонски куќи. Во 1905 година 24 македонци. Ова село се наоѓа црквата Свети Атанаси, која што е изградена во 1859 година, а преосветена во 2009. Во близина на црквата има света вода, која што е подарок од Вери Слободен Павловски со нивната фамилија од Битола во 2007 година. А сега време е да си одам и ќе бегам од Стрчин. На патот за Смолово има и еден параклис Свети Наум. Значи сега на бегање, ме текна да ви го снимам. Ќе го видите надење, ако одите по овој пат, и ќе го видите исто така и на бегање. Тука има и клупа, кај што можете да седнете и да одморите малце од вашето бежачење. Манастирската црква Св. Илија во близина на село Ротино е понова градба која според кажувањата на локалното население е изградена врз постар манастир. Манастирот е сместен на периферијата, на јужната страна на село Ротино, на околу 200 метри од последната куќа. Му припаѓа на Битолското архиерејско наместништво во Преспанско-Пелагониската епархија на Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Лежи во пазувите на Пелистер, близу Ротинското езеро. Ротинска река или Ротска река е река во северниот дел на Баба планина, западно од градот Битола. Реката извина на Баба планина, поминува низ селото Ротино, Цапарско поле и се влева во реката Шемница кај селото Лера. По течението на реката е изградено вештачкото Ротинско езеро. Зафаќа сливно подрачје од 23,52 километри квадратни. Трново е село во околината на општина Битола. Селото Трново се наоѓа во подножјето на планината Баба, западно од градот Битола. Најстар помен за ова село е од првата половина на 17 век. Власите во Трново се доселиле во втората половина на 18 заедно со оние во соседното село Магарево. Во почетокот на 20 век, Трново било во најголем процут од неговото постоење. Во центарот биле сместени занаетчиски, трговски дуќани и фурни. Според пописот од 2021 година, ова село има 263 жители. Трново е мешано албанско-влашко-македонско село и во него живета албански, влашки и македонски родови. Црквата Света Богородица е сместена на близото селото Трново, изградена во 1854 година и таа била тешко оштетена за време на Првата светска војна и голем дел од незиниот имот исчезнал без трага. Незиниот вреден иконостас бил расклопен од страна на бугарските војници со намера да биде однесен во Бугарија, но тоа не му успеало, па така овој иконостас комбиниран со иконостасот од црквата Свети Димитри од Магарево биле поставени во црквата Света Богородица Битола. Во 1930 година црквата била обновена од страна на локалното население и повторно станала центар на духовниот живот во ова село. Дворот на црквата е едно од омилените места за пикник за локалното население и битолчани, а исто така за време на летниот период тука се одржуваат и манифестации кои што се од меѓународен карактер.